Почитувани, добар ден. Добро дојдовте во вестите на Канал 8. Без целосна едногласност, Советот на општина Кочани го усвои извештајот за извршување на буџетот на општина Кочани за првиот квартал од 2018 година. На 10-та седница советниците со 14 гласа за дадоа подршка да се подобри финансискиот документ. Со натегања и до објаснувања беше усвоен извештајот за финансиското работење на општина Кочани за првите 3 месеци од оваа година. Отчетот за извршувањето на буџетот за првиот квартал одвој доби доволен број гласови за од присутните советници на 10-та седница на Советот на општината. Веднаш по образложението од административната служба за собирањето и располагањето со финансиските средства, од опозицијата излегоа со критика за начинот на кој се полнела буџетската сметка, при што, освен на платата од данокот на имот за физички и правни лица која изнесува околу 15%, забелешки имаше и за прибирањето на парите од данокот на промет на недвижен имот, како и од комуналии. Главните приходи кои што доаѓаат е од уредување на градежно земјиште и од приходи од продажба на неизградено земјиште за сопственост на Република Македонија. Значи, од надоместото за уредување на градежно земјиште, а од 25 милиони имаме само 4,4% реализација, што е навистина ниско, што искрено не загрижува нас и сметаме дека ќе има проблем во овој буџет, бидејќи со оглед на тоа што дека кажав, градежната експанзија треба да почне сега во овие месеци, иако не е станува за период јануари, февруари и март, сега сме почетокот на мај. Меѓутоа сепак јас се надевам дека во наредниот квартал, втор квартал, ќе овој проценти се зголеми затоа што сите ќе се соочиме со проблем, бидејќи ова не загрижува сите нас. Митев имаше забелешки и во однос на други ставки наведени во финансискиот документ, поради што најави дека советничката група на ВМРО ДПМН нема да даде подршка на извештајот за извршувањето на буџетот за првиот квартал. Од советничката група на СДСМ пак беше упатена подршка за извештајот, при што за забелешките од опозицијата беше оценето дека имало влијание претходното локално раководство, кое не подготвувало техничка документација за проектите што ги најавувало, поради што се јавува и доцнење во реализацијата на одделни инвестиции. Охрабрува фактот дека имаме поддршка од страна на централната власт и веќе е разговарано за сериозни проекти, за вредности за кои што во изминатите 10 години кумулативно нема инвестирано во општина Кочани. Домакинското работење кое што можеме да го погледнеме и во табелата и во прегледите кои што ни се доставени, можеме да увидиме на тоа дека износот на репрезентација кој што новото раководство го прави е нула или минимален, за разлика од претходното раководство кое што се уште се подмирува трошоци или фактури кои што стигат од претходното раководење. По неколку меѓусебни забелешки меѓу советниците од власта и опозицијата за начинот на кој финансиски се работело во изминатиот период, од општинската администрација дадоа образложение за дел од причините поради кои се искажани резултатите во извештајот, при што беше споменато и враќањето на долговите од претходното локално раководство. 25.10. кога дојдовме, ние имавме долг по попис од 49 милиони денари. Во периодот од после 25.10. кај нас стигнаа фактури и ситуации за претходниот период од 27 милиони денари, значи долгот дојде 76 милиона денари. Денеска со кварталот со 31.3. долгот е 40 милиони денари, а со 34. долгот е 23 милиони денари. Значи, ако и самите проверите денеска на сметка, за претходниот месец вашите надоместици се исплатени. Верувајте дека ние немаме долг, ние немаме трошковна фактура денеска што е стигната, што не е платена. Верувајте, сакаме да направиме еден систем кој ќе продолжи да функционира и по нас. Ние сме денес тука, утре ќе не нема. Подолго образложение за извештајот за извршување на буџетот и за најавените проекти даде и градоначалникот Николчо Илиев, при што нагласи дека евентуалното неусвојување ќе биде на штета на сите граѓани, а порача да престанат партиските натегања и политички уцени, што во изминатите мандати можеле да се видат во Советот на општината. По кратката пауза по неговото излагање, координаторот на советничката група од опозицијата, Лазо Митев, рече дека сепак тие ќе дадат подршка на извештајот, пошто со 14 гласа тој доби зелено светло. Евидентно беше, оти дел од советниците од мнозинството ја напуштија седницата веднаш по пријавувањето дека се присутни, што влијаеше врз тенкото мнозинство со кое помина извршувањето на буџетот за првите 3 месеци од оваа година.
Градоначалникот на Кочани Николчо Илиев организираше пресконференција на која изнесе свое видување за кварталниот извештај за извршувањето на буџетот. При тоа упати забелешки за препукувањата во Советот на општината, каде наместо конструктивност, приоритет добиле политичките уцени и личните интереси. Политичките партии се уште не можат да се надминат себе си и да излезат од своите ровови, особено кога станува збор за интересите на граѓаните, зашто пример е и усвојувањето на кварталниот извештај за извршувањето на буџетот. Ова на пресконференција што се одржа веднаш по завршувањето на 10-та седница на Советот на општината го потенцираше градоначалникот Николчо Илиев. За жал и овој пат се покажа дека дел од советниците се овде не да ги решават проблемите на граѓаните, туку да ги решават, односно за своји лични цели. Кои се нивните цели, веројатно тие најдобро знаат. Меѓутоа, без обзири на целокупната ситуација, ние како локална самоуправа, како јас како градоначалник и мојот тим, кој се грижи и работи во делот на реализацијата на буџетот, исполнување на обврските преземени во делот на буџетот, како и целокупна реализација на буџетот, сме горди што денеска имавме шанса да представиме оно што го направивме во изминатите 3 месеца, односно подобро речено во изминатите 5 месеци од периодот откако ја преземавме градоначалничката функција. Во продолжение на пресконференцијата, Илиев се осврна на финансиското работење во изминатиот период, при што спомена дека поголем дел од наследените долгови на општината се вратени, се покриваат и тековните обврски, а сето тоа е постигнато со рационално трошење на парите на граѓаните. Ние во овој период имаме направено јавна набавка, распишано тендери за изведба на 11 улици, кој дел се веќе во работа, а во дел е процедурата, во тек е процедурата за потпишување на договори. Во следниот период веројатно ќе следи една градежна офанзива каде што граѓаните ќе можат да видат и градења, а ќе видат и благодет преку изградените улици. Не е запоставен и делот во разговорот со централната власт околу инвестирањето на одредени поголеми инфраструктурни проекти, како што е изградбата на детска градинка, каде што ние направивме напори, изработивме проект, кој проект дали ќе биде одобрен или не од стручните служби на Министерството за труд и социјална политика ќе почекаме, меѓутоа во секој случај сме неколку чекори напред во однос на тоа што го затековме, бидејќи еве покрај проектот за детска градинка чека уште еден проект на реализација, а тоа е проектот за изградба на старечки дом во општина Кочани. И со тоа мислам дека одговараме на повиците што се од централната власт. На крајот од пресконференцијата, градоначалникот Илиев рече дека освен од централната власт, поддршка за реализација на проектите се бара и од други извори, при што преку Центарот за развој на Источно-Плански регион е конкурирано со 2 проекти, а носител на еден проект е и комуналното претпријатие Водовод. Со тоа се очекува да се решат дел од проблемите со кои секојдневно се соочуваат граѓаните. Нов председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кочани е Миле Левков. Тој ја добил довербата од извршниот комитет на партијата и веќе ја презеде функцијата. Миле Левков е новиот председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Кочани. На седница на извршниот комитет на партијата, а по предлог на партискиот председател Христијан Мицковски, тој ја добил довербата да ја извршува функцијата во наредниот период. На својот Facebook профил Левков вели дека ваквата одлука за него е голема чест и задоволство, но и огромна одговорност. При тоа најавува целосна посветеност во градењето на довербата и почитувањето на сите членови и симпатизери, одржувањето на творечки амбиент во кој секој несебично го дава својот придонес и е свесен за важноста на своите активности. Исто така, ветува дека ќе даде дополнителен придонес во јакнењето на демократијата, градењето слободна држава во која владењето на правото е единствен принцип, а подобрувањето на животниот стандард е приоритет број 1. Левков во Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Кочани е активен повеќе години, при што извршуваше и неколку различни функции. По професија е правник, а е вработен во Средното општинско училиште Љупчо Сантов, каде до неодамна беше и негов директор.
Тој доаѓа на местото на досегашниот претседател Лазо Митев, кој на функцијата беше назначен во ноември 2015 година, а втор мандат е член на Советот на општина Кочани и координатор на советничката група. Поранешниот градоначалник на Кочани Радко Димитровски заработи кривична пријава од полицијата. Осомничен е дека ја злоупотребил службената должност и работел несовесно додека ја извршувал функцијата. Надворешната канцеларија за криминалистички работи од Кочани поднесе кривична пријава против поранешниот градоначалник на Кочани Радко Димитровски поради постојање основи на сомнение за сторени кривични дела, несовесно работење во службата и злоупотреба на службената положба и овластувања. На 7 октомври 2015 година пријавениот како градоначалник на Кочани спротивно на законот за спречување судирни интереси склучил договор со лицето ДЕ, сопруга на неговиот син, за грант за проект со повеќе корисници по програмата Еразмус+. Со тоа овозможил таа да се стекне со противправна имотна корист во висина од 226.630 денари. На 23 август 2017 година пријавениот без одлука од Советот на општина Кочани донел решение за пренос на 510.000 денари од сметката на општина Кочани на сметката на Еразмус+, со што предизвикал материјална штета на буџетот на општината за истиот износ. Агенцијата за храна и ветеринарство презела мерки за запленување на неисправна храна од кочанската фирма, која ја дистрибуираше во неколку ресторани во Штип и Кочани. Тоа доаѓа како одговор на случаите во кои беа затруени повеќе лица кои присуствувале на свадбени свечености, а јаделе од расипаната храна. Инспекцијските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство заплениле и уништиле околу 300 килограми небезбедна храна, смеса за подготовка на пирошки и јајца, затекнати при инспекцијската контрола во објект што не е одобрен и регистриран од агенцијата. Спроведената истрага утврдила дека небезбедните пирошки кои предизвикаа дополнителни труења со храна во Штип и во Кочани се произведувале нелегално во домашни услови во објект што се наоѓал непосредно над операторот со храна Доел Гицов од Кочани, кој на 25 април бил затворен од страна на агенцијата и од Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Небезбедните производи се повлечени и уништени, меѓу кои и пирошките што биле дистрибуирани на пазарот, се наведува во соопштението од Агенцијата за храна и ветеринарство. Со одземањето, спречувањето на нелегалното подготвување и дистрибуирање на небезбедните пирошки и нивното нештетно уништување под надзор на инспектор за храна, затворена е истрагата за овој случај, со кој беа затруени поголем број лица. Сторителот на делото ќе биде прекршочно и кривично гонет од страна на надлежните државни органи. Агенцијата за храна, како што се наведува во соопштението, се заблагодарува на граѓаните за дадената соработка при решавањето на овој случај. Почна уписите на децата во прво оделение. Оние кои се родени 2012 година по претходно добиена покана може да се јават за упис во кочанските основни училишта. Во Кочани годинава се очекува да се запишат околу 300 правачиња. Почнаа уписите на идните правачиња во основно образование. Од оделението за јавни дејности Кочани и од училиштата ги повикаа сите правачиња родени 2012 година да се јават за упис по претходно добиена покана. Иако на список се поголем број, сепак во 5 основни училишта во Кочани годинава се очекува во прво оделение да се запишат околу 300 правачиња. Според Законот за основно образование, член 46, учениците се запишуваат во училиште се запишуваат од 1 мај до 31 мај секоја година. Оваа година треба да бидат запишани учениците кои што се родени во 2012 година. Меѓутоа, можност за запишување имаат и учениците кои што се родени во јануари 2013 година, доколку нивните родители сметаат дека децата им се стасани за училиште, дека имаат можност пред време да бидат запишани, меѓутоа ќе морат да се јават сами во училиштата, да бидат оценети од педагошко-психолошката служба и доколку сите се согласни на тоа, ќе можат да бидат запишани во училиште.
Оваа година според регистерот кој што го има МВР за општина Кочани има околу 425 можности за запишување на учениците, меѓутоа праксата покажува како и досега дека голем дел од тие ученици не се наоѓаат во општина Кочани и очекуваме да бидат запишани околу 300 ученици. Ги повикуваме сите кои што се родени во тој период, значи во 2012 година, деца, нивните родители, доколку не добијат покана, да се јават до најблиското нивно училиште, што значи дека освен што треба сите да добијат покана, оние кои што нема да добијат покана, а се родени 2012 година, веднаш да се јават до најблиското училиште како би можеле да отпочнат со нивното образование. Инаку, од училиштата и од Оделението за јавни дејности од општина Кочани информираат дека и оваа година Кочани не е влезен во пилот проектот на Министерството за образование за нова програма, така што и годинава учениците останува да учат по старата наставна програма. Училиштата се подготвени за прием на нови ученици, а секое дете кога ќе дојде за упис ќе биде тестирано од педагог, психолог и наставник, со цел да се види подготвеноста на идниот ученик за поаѓање во прво оделение. Партнерство меѓу граѓанското општество и деловниот сектор, односно соработуваме заедно, е проектот што Организацијата на потрошувачи Кочани го презентираше пред јавноста. Главните активности на проектот се промоција на сертификатот Фер со потрошувачот пред компаниите и потрошувачите во Кочани и регионот. Партнерство меѓу граѓанското општество и деловниот сектор, развивање иновативен модел за мобилизација на финансиски средства е проектот во кој е вклучена и Организацијата на потрошувачи Кочани и за кој подготвува спроведување на повеќе активности. Една од планираните активности се одржа во ресторанот Амор во Кочани, на која беше презентиран проектот кој што е финансиран од Европската унија, а чија цел е развивање иновативен модел за соработка на граѓанските организации со деловниот сектор, а при тоа да се воспостави фер односи со потрошувачите во источниот плански регион, кои што заземаат централно место во маркетинг стратегијата, обстанокот, конкурентноста и развојот на компаниите. Сертифицирање на компаниите кои имаат фер односи со потрошувачот, да се подигне свеста за задоволување и интересите на потрошувачите и да се унапреди односот на компаниите со клиентите. Фирмите кои што ги исполнуваат критериумите поврзани со фер практики кон потрошувачите и животната средина, ќе имаат можност да се стекнат со сертификатот Фер со потрошувачот, сертификат кој што носи придобивки за предпријатијата. Асоцијација Зенит заедно со Организацијата на потрошувачи на Македонија и со Сдружение на бизнис и консултанти Креација имплементира проект финансиран од Европската унија, чија што цел е да се решат два проблеми истовремено кои што постојат во Македонија. Првиот проблем кој што настојуваме да го надминеме е зависноста на граѓанските организации од финансирање од странски извори на средства и нивното непостојање на соработка и активности за поврзување со деловната заедница. Од друга страна, истовремено настојуваме да го решиме проблемот со недовербата на потрошувачите во локалните компании, производите и услугите што ги нудат локалните компании и проблемите кои што се јавуваат во однос на постојање на голем број на поплаки на потрошувачите за производите и услугите што ги добиваат на локалниот пазар. Проектот кој што го имплементираме со средства од Европската унија настојува да развие еден сертификат за фер однос кон потрошувачите, кој што го добиваат македонските предпријатија, а кој што ќе биде издаван од граѓански организации врз основа на критериуми што треба да ги исполнат компаниите. Ваквиот сертификат ќе има за цел да влее доверба на домашните потрошувачи дека компаниите кои што го имаат тој сертификат стопанисуваат според сите правила за фер однос кон потрошувачите и дека доколку се јави некаков проблем со производот и услугата, дека ќе може да го решат на лесен и едноставен начин. Сертификатот се заснова на меѓународни критериуми за фер однос кон потрошувачите и како искуство е преземен од Словенија, каде што постои ваква сертификација на предпријатија.
Проектот се имплементира заедно со уште 11 организации на потрошувачи, меѓу кои и Организација на потрошувачи Кочани, чија што цел е да идентификуваат компании на локално ниво кои што се заинтересирани за стекнување на ваквиот сертификат и по верификација на критериумите да го извршат доделувањето на сертификатот. Ние како Организација за заштита на потрошувачи, како постоиме веќе 15 години, сакаме да соработуваме и со бизнис секторот, што значи дека досега целокупната наша работа во испитувањето, во истражувањето на фирмите како работат, што работат, да се секогаш со подобри производи за потрошувачите, одлучивме денес да го промовираме и овој наш проект. На настанот ќе го представиме проектот што ќе развие иновативен модел за соработка на граѓанските организации со деловниот сектор, преку давање услуги за сертифицирање на предпријатијата за фер практики кои потрошувачите ги вклучува и влијанието на производите врз животната средина. Во рамки на проектот предвидени се активности за промовирање на компаниите кои што ќе го добијат овој сертификат, за да можат потрошувачите да бидат запознаени кои се тие компании да би можеле безгрешно да купуваат производи. Организацијата на потрошувачи Кочани ќе треба да го истражи локалниот пазар, да ги идентификува компаниите кои ќе бидат заинтересирани за добивање на сертификатот и да извршат промоција пред потрошувачите и пред деловната заедница во Кочани. Во моментов е во тек спроведување анкета преку која се идентификуваат заинтересираните компании и наскоро ќе се започне со сертификацијата. Преку проектот финансиран од Европската Унија, 30 компании овој сертификат ќе го добијат бесплатно, а во едни на другите заинтересирани компании ќе треба да издвојат одредени средства да се стекнат со ваквиот сертификат. Инаку, според информациите од Организацијата на потрошувачи Кочани, постои солиден интерес од страна на компаниите да се стекнат со сертификатот. 2 први, 1 второ и 2 трети места освоија учениците од Средното општинско училиште Гошо Викентиев на надпреварот Масум што се одржа во Скопје. Во силна конкуренција со учество на повеќе од 30 училишта од Македонија, учениците постигнаа солидни резултати. На учениците кои што освоија први места, Факултетот за туризам и менеджмент од Скопје им додели ваучер од по 1500 евра за понатамошни студии на овој факултет. Прво место за најдобар штанд и пинг-понг машки, 1 второ и уште 2 трети места освоија учениците од Средното училиште Гошо Викентиев на надпреварот образовно рандеву Масум што се одржа во Факултетот за туризам и менеджмент во Скопје. Задоволни се вратија од надпреварот бидејќи во силна конкуренција со учество на повеќе од 30 училишта од Македонија, учениците од Гошо Викентиев покажаа солидни резултати. Овој пат учениците беа под менторство на колешката Марија Хаджиева Митевска. Учествувавме вкупно во 9 категории, од кои што во 5 од нив категории добивме награди. И тоа 2 први места, 1 второ место и 2 трети место. Пред се ова беше како големо искуство за учениците, не го немавме тој надпреварувачки карактер до тај степен, меѓутоа пред се се вреднуваше искуството на учениците кои што зеда учество. Самите награди дават поголема вредност на нашите ученици кои што учествува ова. Двете први места ни беа во категориите најдобар штанд и пинг-понг за машки, а второ место освоивме во категоријата пинг-понг за женски. Двете трети места ни се во едното ни е интервју на англиски јазик и за проектот за најдобар постер. Покрај добиените медаљи добивме и пофалници, а од домаќинот на ова надпреварување Универзитетот за туризам и менеджмент во Скопје на прво наградените ученици, значи има во двете награди за најдобар штанд и за најдобар пинг-понгар ни беа доделени ваучери во износ од 1500 еври кои што можат учениците да ги искористат за студирање на Универзитетот за туризам и менеджмент во Скопје. Јас сум Филип Ѓоргиевски и оваа година земавме учество на државниот надпревар Масум. Земав прво место во категоријата штанд под менторство на Елизабета Минова. Во таа категорија презентиравме машини кои ги изработувавме тука во нашето училиште. Машини за автоматско полнење на вода, роботи кои се тука изработени од нашите ученици. Јас сум Антонио Пецов, учествував во категоријата пинг-понг под менторство на Игор Голубов и го освоив првото место, во која имаше над 30
35 училишта кои учествуваа во таа категорија. Јас сум Марија Николова и оваа година поред учествувам на образовното рандеву Масум. Имам освоено второ место за најдобар пинг-понгар и четврто место во јавен говор. Конкуренцијата беше поголема од 30 средни училишта. И во двете категории се надпреварував и се подготвував под менторство на професорот Игор Голубов. Јас сум Иван Стоилов и оваа година четврта поред се надпреварував во категоријата најдобар постер. Ова година го освоивме третото место под менторство на професор Игор Голубов. Мојот сученик Иван Саднев го освои третото место во категоријата најдобро интервју за работа на англиски јазик под менторство на професорката Марија Алексиева. Професорите и одговорните во училиштето се горди на вакви ученици, кои што на државно, па и на меѓународно ниво, секојаш се враќаат со солидни резултати. Учениците и нивните ментори истакнаа дека наредната година повторно ќе учествуваат на образовното рандеву Масум. Учениците од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов се вратија со одлични резултати од националниот надпревар по спелување Spelling Bee, што се одржа во Скопје. Солиден успех покажаа учениците од Средното училиште Лјупчо Сантов на националниот надпревар по спелување Spelling Bee, кој што традиционално секоја година се организира од државите што се под англиско говорно подрачје и од мировниот корпус. Учествуваат четворица ученици од прва и трета година под менторство на професорите Светлана Алексиева и Лазар Димитриев. Учениците стасаа до повеќето од нив до четвртиот, петиот круг, а најголем успех ни беше петото место на Матеј Анакиевски од трета година под менторство на професорот Лазар Димитриев. Инаку другите учесници беа Алексов Јордан Никита, Марио Паунов и Димитар Рашко. Учениците од ово училиште секоја година земаат учество на Spelling Bee на преварот по англиски јазик и се враќаат со одлични резултати. Надпреварот се одржа на Универзитетот на Југоисточна Европа во канцелариите во Скопје. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.